И уште една културна манифестација оваа година малку порано, меѓутоа од денеска до 29 јуни под мотото "Каде што живее поезијата" ќе се одржи јубилејното 65-то издание на Струшките вечери на поезијата. Покровител на фестивалот е претседателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова, а како национална институција, односно национална установа е финансирана од Министерството за култура и туризам. Сега одиме директно да се вклучиме во Струга, каде што се нашите тиренци, колегите Јаглика Петковска и Ѓорги Трпевски, и веќе од самиот кадар гледаме дека одлична атмосферата таму. Јаглика, добро ви утро, ги носиш сите детали поврзани со овогодишното издание на Струшките вечери на поезијата. Нам ни останува да те поздравиме, да ви посакаме добро утро и лесна работа на терено во Струга, а секако ќе уживаме и во убавиот кадар. И во нејзината насмевка. Јаглика е пренасмеана и презадоволна нормално кога е веќе во Струга. Друго е чувството таму, друго е кај нас. Јаглика, добро утро од мене и повели. Добро утро, колеги во студиото. Благодарам што толку ме испофаливте. Мислам дека дури и мала трема не фати тука со колегата Ѓорги Трпевски, но како што и самите кажавте, нашата екипа на Македонската телевизија е токму тука во Струга да известува за сите оние фестивалски јубилејни денови кои што ќе се случуваат овие денови во Струга, покрај Дримот и се она што ја прави Струга препознатлива. Токму вечерва во Домот на поезијата браќа Миладиновци ќе се случи свеченото јубилејно 65-то издание на еден од најзначајните и најстарите поетски фестивали, Струшките вечери на поезијата, како што и вие кажавте, под мотото "Каде што живее поезијата". Годинава фестивалот има околу 70 учесници, поети, книжевни критичари, преведувачи, литературни дејци од Македонија, но и од светот. А почнувајќи од 1961 година, па се до денес, фестивалот прерасна во една од најзначајните меѓународни поетски манифестации, препознатлива по својата традиција, углед и секако посветеност во афирмацијата на поетскиот збор. Струшките вечери на поезијата веќе 6,5 децении се простор за културен диалог, поетска размена и секако место каде што поетите од сите континенти ги представуваат своите стихови пред нашата публика. А токму годинава имаме една промена во термините на одржувањето на годинашните јубилејни Струшки вечери на поезијата, но што се крие токму зад промената на терминот на одржувањето на овие фестивалски денови, дознаваме од изјавата на уметничкиот директор на Струшките вечери на поезијата, господинот Мите Стефовски. Со свеченото отворање на 65-тите Струшки вечери на поезијата, повторно ја ставаме во фокус поезијата и поетското творештво кое што е создадено како чудо на јазикот, осврнувајќи се на оној чин пред 165 години, кога со излегувањето на зборникот на браќата Миладиновци во Загреб, токму на денешен ден, за секогаш за наредните генерации се зачува она устна традиција која народниот гений го создавал и поезијата која живеела меѓу тој народ. За генерациите кои ќе следуваат и кои ќе се инспирираат од тоа творештво, а токму тој чин пред 165 години, пред 65 години бил повод за група македонски поети да се соберат и да го чествуваат тој чин на излегувањето на зборникот со повторното негово објавување, а од наредната година и да започнат Струшките вечери на поезијата. Со ова поместување на Струшките вечери ги враќаме назад онаму каде што започнале, во еден термин како што започнале и кој што го содржи тоа нужно чествување на чинот, подвигот на браќата Миладиновци. Оваа година ќе имаме едно навистина добро организирано издание со одбрани гости кои што се бирани токму во насока да бидат во таа програмска рамка и согласно на мотото каде што живее поезијата. Творци кои во своето творештво го рефлектирале значењето на јазикот,
важноста на јазикот, поврзаноста на јазикот, идентитетот. Преку овогодишното издание и визуелно рефлектираме и за зачувувањето на традицијата, зачувувањето на творештвото и на сета таа кревкост и загроза која постојано демне врз таквите културни, книжевни вредности какви што се случуваат постојано. Веруваме дека ова издание и по својот формат и по она што ќе го понуди ќе биде едно од најуспешните кои досега сме ги организирале, што ќе представува и основа да се подобруваме во иднина, да биде тоа на нивото и реномето согласно што го имаат Струшките вечери кои го изградиле во овие изминати 65 години. И она што би сакала да го додадам, а тоа е дека и оваа година Струшките вечери на поезијата ќе бидат домаќини на врвни поетски имења. Всушност, највисокото фестивалско признание, Златен венец, ќе биде доделено на на холандската поетеса Анеке Брасинга, чиј богат поетски опус остави траен белег во светската европска литература. Добитник имено на наградата Мостови на Струга, која што се доделува за најдобра дебитантска поетска книга во рамките на програмата на УНЕСКО, ќе му биде доделена на британскиот поет Даниел Хајнц. Инаку, како што кажа и колегите во студиото, ова е втора година поред како Струшките вечери на поезијата се под покровителство на председателката на Република Северна Македонија, господја Гордана Силјановска-Давкова и секако поддржани од Министерството за култура и туризам. Така што фестивалските денови од денеска па се до 29 јуни започнуваат. Има навистина богати денови исполнети со голема програма, со многу настани кои што секако со колегата Ѓорѓи Трпевски ќе бидеме тука и ќе ги следиме, а потоа ќе ги пренесеме преку малите екрани до гледачите на македонската телевизија. Така што од денеска, од 24 јуни, ве покануваме да бидете на првиот канал на македонската телевизија и вечерва со почеток во 20 часот свечено да го проследиме, да го проследиме свеченото отворање на годинашните 65-ти јубилејни Струшки вечери на поезијата. Студио Насмејана, облеана во сонце, друга е атмосферата од Струга, се разбира, не џабе рекле како Струга нема друга.